Период е период кога многу често, велат и психолозите, се јавува синдромот на прегорување. Зошто? Поради тоа што во сите сегменти во моментов се работи со намален капацитет на работна сила, но со ист обем на задачи. Критичната инфраструктура, здравството токму сега меѓу другото ги покажува и недостатоците со дефицитарна сила која што некако едва и се организира за да може да функционира се непречено. Каква е состојбата со медицинските сестри во моментов, но патем што ќе донесе и најновиот конгрес, но и регионалната конференција на сестри со специјалистички студии. Ова се само дел од темите кои што наредниве минути ги отвараме со председателката на Сдруженијето за нас Гордана Бешлиевска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам што го подигате гласот на медицинските сестри. Ајде така и да започнеме. Ако во овој период од годината или во текот на целата година зборуваме генерално за дефицит на медицински сестри, како е во моментов во болниците во државата, имајќи предвид дека во тек се и летни одмори? Така е, знаете, секогаш овие вакви периоди во кои што обемот на работа останува континуирано ист, а персоналот се намалува и по основ на тоа дека треба да се одвиват и годишните одмори, се случуваат преструктурирања во самите болници, во институциите, каде што посебно во секундарното, каде што се лежешките пациенти, понекогаш и се затвараат и се фузираат, така да се изразам, оделенија, каде што за да може да функционира, значи се надополнува персоналот едно со друго оделение, со тоа што се ускратуваат лежешки капацитети на одредени одделини. Тоа сега го имаме во голем број на болници. Меѓутоа тоа не значи дека ако вие сестрите ги споите од еден и друг одел за да можете да направите доволната бројка за да се одвива континуирано работата, дека синдромот на согорување не ги достасува. Значи бърнаутот е веќе меѓу медицинските сестри поодавна, меѓутоа сега во овие периоди, ајде така да кажеме уште повеќе. И она исчекување и она неизвестност која што се случува за сите оние кои што се договорно дело во болниците, па кои патеми немаат право да ги користат годишните одмори и во овој момент заради статусот во кој што се наоѓаат се континуирано на работа, дополнително значи тој синдром на согорување го прави да биде многу повидлив и тоа повеќе не е табу тема. Значи ние имаме состојби за кои што можеби еден ден и ќе треба да размислуваме и каква психолошка поддршка ќе им дадеме на сите овие професионални медицински сестри кои што се континуирано на работа и кои што броените денови од годишните одмори кои што не можат повеќе од 10 до 12 работни дена во првата етапа да ги искористат, им се многу потребни и континуирани како нешто кое што не следува. И тука не ги зборуваме само летните одмори, тука го зборуваме и кочани, кое што патем не даде можност да здивнат здравствените работници. Знаете како, значи рехабилитацијата е во тек континуирано, сите се престроија во здравствените институции каде што во моментот значи се одвива нивната рехабилитација и во голем број болници и во Кочани секаде, каде што голем број од сестрите мора и во субспецијалностите да се доедуцираат за да можат да ги испорачат здравствените услуги од овој дел. Почнувајќи од клиниката за пластична и реконструктивна хирургија каде што најмногу се поднесе нели целата динамика на сета таа работа, меѓутоа Кочани не е една голема опомена како што беа и многу голем број на други состојби кои што ни се случуваа пред тоа, да не зборувам се до ковидот и пред ковидот, кога зборуваме за медицинските сестри само како нешто кое што е многу важно и суштинско. Мислам дека се она кое што го зборуваме мора и треба веќе веднаш и овој да помине во операционализација. Не сакам да зборувам за луѓе во вид на бројки, но мора да ги споминеме бројките за да разберат и гледачите точно зашто говориме. Лани 2000 медицински сестри заминале од земјава. Според податоците, коригирајте ме ако грешам, во моментов имаме околу 9200 медицински сестри. Колку се потребни за колку толку нормално да функционира системот во моментов? Јас имав прилика во текот на вчерашниот ден да ја проследам информацијата за комплетниот одлив и иселување на нашето население од Македонија и сватив дека 10% од таа вкупна бројка се медицински сестри според овие бројки за кои што зборуваме. Тоа е значи нешто кое што навистина треба да не загрижи. Ние во Унијата и во Сдруженијето во овој изминат период од месец-два бевме многу често во дел од регионални конференции и конгреси во регионот и во Европа, каде што имавме прилика за сите решенија кои што ги нудат и кои што во моментот ги следат и ги прават другите земји околу нас, е тоа дека имаат отворени конкурси континуирани во болниците. И тоа е начинот на кој што во секое време прават ангажмани на здравствени работници. Она кое што нас во моментот не донесе во оваа состојба на дефицит
дефицитните бројки се неконтинуираните конкурси кои што ги имаме. Точно, според бројките од Институтот за јавно здравје, ние имаме 9200 медицински сестри. Меѓутоа, според стандардите демографски, географски, на број на жители треба да имаме најмалку 15 до 16.000 медицински сестри во овој момент. Многу тешко дека ние таа бројка така едноставно и лесно ќе ја достасаме, меѓутоа ако ги немаме континуираните конкурси кои што во овој момент најмногу ни недостасуваат, ако го немаме моментот за решавање на статусот на сите сестри договор на дело во болниците. Колку ги има договорци на дело во моментот? Значи, видите, таа бројка малку се намали во текот на изминатата година со оглед на тоа дека голем број од нив веќе беа и испратени, така да се изразам, и дома после 4, 5, 6 и 7 години ангажмани во болниците, значи се испостави дека во систематизациите нема место за тие ангажирани медицински сестри, беа испратени дома. Голем број од нив сами си замина. Значи неколку следствено можеби во одредени институции се вработија, меѓутоа податоците во Унијата и во Сдруженијето секојдневно кои што ни стигаат од терен, од сите болници, од сите нивоа на здравствениот систем каде што е нашето членство на медицинските сестри, жалосни се информациите дека во патронажните служби имате сестри кои што се уште се договор на дело, а патем со една-две сестри обслужувате демографски огромни бројки на жители и територии, или имате медицински сестри кои што после 4-5 години служба се испратени дома и не се ангажирани со статус договор на дело. Ако во моментот не се донесат брзи основни мерки наспрам сето ова кое што се спомнува за лекарите, бидејќи ние цело време алармираме и кажуваме стандардите за бројот на сестрите не се само по број на пациенти и по жители, туку и по број на лекари. Ако иницираме сега вработување на толкова бројка на лекари, треба веднаш да размислувате дека наспрам тоа треба 1 до 2 медицински сестри на еден лекар да биде веднаш и одма вработена. Каков е ставот на министерот Алиу на оваа тема? Имавте ли средба досега со него? Ние го почитувавме адаптивниот период сега од како се конституираше кабинетот на министерот и во текот на неделата очекуваме на нашето барање кој што го упативме да имаме средба со министерот со оглед на тоа дека на сите досегашни и структурни и сето она кое што го слушнавме како планови и стратегии, многу малку слушнавме за медицинските сестри. Се надеваме дека на средбата на која што сето она кое што го нудиме како решение и она кое што го знае министерот, ние дополнително ќе го запознаеме со сите оние податоци кои што ги располагаме во Унијата и во Сдруженијето. Очекуваме дека стратешки за медицинските сестри конечно преку секторот за сестринство ќе дојдеме до моментот да можеме да ги централизираме нештата, да бидеме дел од структурите каде што се носат одлуките и нема повеќе за сестрите да одлучуваат правници и некои други специјалности во Министерството за здравството, туку сестрите ќе бидат таму каде што се носат одлуките и сестрите ќе бидат тие кои што ќе ги нудат решенијата и ќе ги развиваат програмите за истите. Кога сме кај одлуките и решенијата, Законот за сестринска дејност е нешто што неколку пати сме го дискутирале во Македонија наутро. Имаме ли никаква новост на темата? Па немаме со оглед на тоа дека знаете како почнуваат секогаш нештата. Јас со должна почит према носителите на здравствената дејност на лекарите, меѓутоа тоа секогаш некако доаѓа во лавиринтите кај лекарите кога зборуваат за тоа дека тие го немат нивниот закон, па се додека они не го добијат нивниот закон, не може да го добијат ни медицинските сестри. Меѓутоа тоа не е исто. Законот за здравствена заштита лекарите ги опишал по многу основи, за разлика од медицинските сестри кои што се опишани само од 3 члена. Ако е многу тешко во моментот, нели, и е многу опсежно и обемно да се донесе еден закон за дејноста на сестрите и му е потребна административна процедура, може во Законот за здравствена заштита веднаш и одма да се направат измени и надополнувања во членовите за медицинските сестри, каде што може да се постават основи и структури за појдовни уредување и правилници на професијата на медицинските сестри, бидејќи немањето на законот на медицинските сестри не носи во ситуација во болниците да немаме прифаќање на образовните квалификации. Тоа значи нездрава работна околина, тоа значи немање на автономност, тоа значи немање на одговорност, тоа значи срамно е да немате лиценца за работа во ние ги слушаме сега овие сите случувања кои што се случуваат во здравството каде што одговорноста е врз основа на лиценците. Медицинските сестри работат, имаат одговорности, согуруваат, немаат лиценци. Немаат на основа на што да ги понесат и да имаат одговорност за лиценците. Законот не е само за да ви го уреди статусот и да ви ги признае образовните квалификации и да ви направи следување на квалификациите по работните задачи, тој ви ги уредува и казнените мерки и сето она
на кој што се вели одговорност во целокупната работа. Така да многу е професијата на медицинските сестри е нешто кое што не можете вие со некоја мерка во моментот како за било која друга ситуација да ангажирате дополнителни луѓе. Тоа е на стручно, високо професионална, мултидисциплинарна професија во која што треба да се вложува во едукацијата на медицинските сестри. И таа едукација мора да биде преточена во образованието. Па тоа е впрочем всушност штитот на здравствениот систем. Ако здравствениот систем е имунитет на државата за здрава нација, инвестицијата во медицинските сестри, точната бројка на медицинските сестри е имунитетот на здравствениот систем. Ако тоа не го разбереме брзо одма и сега и не ги прифатиме сите овие што се случуваат во регионот и во Европа мерки и ние кај нас за брзо и континуирано вработување на сестрите, ние овие бројки за кои што спомнавте пред малку од 2000 медицински сестри ќе ги изборуваме во многу поголема. И овие теми секогаш гласно се дискутираат и на конгресите и на симпозиумите кои што ги организирате. Па ајде во тој контекст така и да го завршиме разговорот. Во подготовка сте на 4-тиот меѓународен конгрес, но и на симпозиумот на кој што ќе има многу посебна гостинка, председателката на ИФНА Джеки Роуз ќе дојде. Зошто е важно нејзиното присуство за македонското сестринство? Ова е гордоста на Унијата на Сдруженијето на медицинските сестри кои што ги донесува медицинските сестри во меѓународниот свет по сите основи. Да вие како неевропска земја и како медицински сестри кои немате лиценца и кои немате и ги немате сите исполнети услови по закони, бидете препознаени вака на ваков начин во меѓународните асоциации каде што Унијата и Сдруженијето аплицира и е постојан член на истите од генералните собранија, ние го земавме вниманието на последните средби на големите конгреси на ЕСНО, Европската асоциација на сестри со специјалистички студии, каде што нашата работа е забележена толку многу дури до меѓународната асоциација ИФНА и како што кажавте председателката доктор Джеки Роуз, која што изрази толку многу големо задоволство да биде дел од Европската регионална конференција на ЕСНО сестри со специјалистички студии и не делегира и ни ги дадоа акредитациите да бидеме домаќини за истите. Тоа значи дека нашето сестринство, нашата унија, нашето здружение, сето она што го работи е препознаено високо професионално. 4-тиот меѓународен конгрес ќе ги донесе сестрите од регионот и од Европа. Европската конференција ќе се одвива на тема до образование со образование на медицинските сестри до влијание. Ова е моментот за кој што зборуваме за медицинските сестри во делот на специјалните области. Ова е тоа што треба да ја подигне вредноста на пациентите. Ќе дискутираме, имаме време до организацијата на конгресите, а се надеваме дека патем во овие разговори во периодот кој што следува ќе зборуваме и за нешто позитивно во однос на промените кои што се неопходни. Меѓународниот конгрес и конференцијата е во моментот највисоката тема меѓу медицинските сестри, бидејќи нашето сестринство во Македонија знае што значи ова за нас и за нашето сестринство. Ние ги очекуваме сестрите од целокупниот здравствен систем да бидат да ги преточат собствената работа во собствени трудови како специјалисти, како бидејќи нашата нега е веќе научна дисциплина. Тоа се прикази на случаи каде што ние многу ќе зборуваме за надградувањето и едукацијата на сестрите. Да, затоа и во овој летен период кога споменавме се ова најчесто и бърнаут синдромот ве вклучивме, сакавме да продискутираме за вас. Благодарам многу уште еднаш што го подигате гласот, а се надевам дека на наредниот пат кога ќе го добиеме законот и комората, јас ќе се појавам не со униформата која што е во овој момент се уште ја користиме како гласен говорник за постигање на целите и на правата на сестрите, и во овој момент имаме апсолутна поддршка од сестринството и во меѓународниот свет кој што на истиот ваков начин ни даваат апсолутна поддршка. Ви благодарам. Ви благодарам многу. Минута по 8 часот, време за најновите вести ги има колешката Маја Стојанова.